Здраво и добро уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме повторно за некои посебни видови хромозоми и ќе се задржиме така наречени четковидни или ламп браш хромозоми. Сега овие хромозоми ги среќаваме во ооцидите, кај женските единки, значи ова е ооцид. И ги среќаваме кај инсектите и голем дел од работниците, но не ги среќаваме кај цицачите, значи ги нема кај нас. И сега да видиме како всушност изгледаат тие. Значи ова се случува при мејоза. И сега всушност ќе кажам при кои стадиуми се одвива, а потоа ќе видиме како всушност изгледаат. Значи првично овие ламп браш хромозоми се формираат во профаза, значи во профаза 1, бидејќи збориме за мејоза, и достигнуваат своја максимална големина во диплотниот стадиум, значи диплотен стадиум. И веќе во метафаза 1 веќе исчезнуваат, значи метафаза 1. Значи збориме за мејоза. Сега да видиме како всушност изгледаат тие и зошто се потребни. Како што знаеме, првим започнуваме со клетка која има 46 хромозоми, 2N, така, и има еден вид двојна делба, како да наречеме. Значи дали имаме еднохроматинен хромозом од мајката и еднохроматинен хромозом од таткото, и тие преминуваат во 4C, така стануваат како двохроматидни хромозоми, и понатаму тие се приспојуваат повторно, значи се приспојуваат еден со друг и организира биваленти. Едноставно тоа беа вака како залепени, биваленти беа тоа. Сега кога се вака во оваа фаза на биваленти, всушност на краевите, значи овако го зумираме и ставиме тука кој едната молекула дека другата, всушност нели тука има измеѓу и други, вака ќе ги направиме, краевите на одредени места прават вакви еден вид на јамки, значи прават јамки. Сега ќе ставам некоја слика како ова всушност изгледа, но сега би сакал да направам уште еден поголем зум, значи овдека ако би зумирале и ќе земеме некоја помала четка, и ова ако го пренесеме да изгледа овдека, всушност вака би изгледал. Значи се прават јамки кон надвор. Сега зошто воопшто се прават јамки и како се овие јамки изградени? Значи ова е хромозомот, настојната хроматида од хромозомот. Всушност на секој почеток од секоја јамка, сега со која боја да земам, со виолетова, ако ќе земеме подебела четка, е почеток на некој си даден ген. И по крајот на таа рамка се варијации на тој истиот ген. Значи имаш тука некој ген, да речеме дека ова е ген за синтеза на некој си протеин, така имаме некој си протеин. И сега во должината на секоја јамка, например оваа јамка која ја избрав, ќе имаш варијации на тој ген. Еве тука е вака и тука. И сега ќе ги бележам. Значи ова беше оригиналот ген, сега не знам со која боја, еве со сина. Значи ова беше оригиналот ген, ќе бележиме со кец, ова е 2 и ова ќе биде 3 од истата јамка. Така, ова е значи истата јамка. Значи на почеток го имаме оригиналот ген, па го имаме некоја си варијација на ген, па трета варијација на тој ген во истата јамка. Значи секоја јамка е јамка од еден ген. Да речеме оваа вдека е некој си лилјаков ген, оваа вдека е со некој си зелен ген, наредната е од некој си црвен ген и така натаму. И сега зошто воопшто да се прават вакви јамки со повеќе варијации на истиот ген? Едноставно за да има поголема синтеза на дадени се терени, значи на дадена терена, на дадена рибозомална ерена, значи вака ерена, бидејќи и треба многу рибозомални транспортни ерени и месенџер ерени со цел да може да се изврши мејозата. И затоа се формираат овие јамки на самите хроматиди од хромозомот со цел да се добие поголема површина на која може да се транскрибираат дадени гени со цел да се зголеми експресијата на тие гени. Сега тука сигурно ќе ставам некоја слика и всушност кога се наоѓаат во ваква фаза изгледаат многу како многогодишна елка. Но тоа, како што рековме, трае само до метафаза 1. Значи после метафаза 1, повторно ова значи се затвараат тие јамки и ова веќе не се случува. Значи нека ќе пречкртам со X. Едноставно повторно се враќаме на оваа структура која нема јамки. Добро, тоа се тие ламп браш хромозоми кои ги нема кај цицачите, повторно напоменам. И како што реков, нели се случува профаза, завршуваат метафаза 1, прават јамки со цел да се зголеми експресијата на даден си ген, бидејќи е потребно тоа за мејоза.
Добро, ќе се видиме во наредното видео.